сме да оброкот на денот денеска, како што споделивме и пред малку, нема да биде класично јадење, овој пат ќе биде уживање во чај, и тоа не било каков. За време на празниците верувам дека голем дел од вас имаат некои такви посебни ритуали да уживаат со пријателите, со семејството, со најблиските или со луѓето кои што ве прават среќни, да уживате баш во дегустација на чаеви. Искрено познавам многу луѓе во моето обкружување, поблиску и подалечно, кои што навистина уживаат во тие ритуали, да се подготвите наутро или во текот на денот топол напиток како чајчето, но денеска сето тоа низ призмата на празниците. Ќе подготвуваме Christmas или Secret Santa божиќен чај, ама малку подетално за целата таа филозофија и какви се видови на божикни чаеви постојат во нашата земја, ќе ни каже Сонја Станковиќ. Сонја, добре ни дојде повторно. Добро ве најдов, добро утро и на вас и на гледачите. Да, по известен период претходно нели подготвувавме чајче и тоа супер помина тука како реакција од страна на публиката. Се договоривме уште тогаш дека некако нашите гледачи заслужуваат да им понудиме и нешто друго. Нешто малку поразлично и понеобично. А во принцип некако добро дојдено во овој период од годината. Да, апсолутно. Сега овие празници, особено што се зимски празници, некако асоцираат на топол напиток. Што имаме денес на меню? Во нашата палета на чаеви има најразновидни божикни чаеви. Значи тоа се зелени, црни чаеви, овошни чаеви, кои што во својот состав содржат некои компоненти како што се цимет, понатаму црвен бибер, карамфилче, кардамон, значи ванила, значи се она кое што не асоцира на празнични ноти. Денеска се договоривме да подготвиме еден чај што се вика Secret Santa. Нашите купувачи многу го сакаат овој чај. Тој сакав да те прашам прво, инаку само да споменем, ако овој звук се слуша во позадина, дека тоа е всушност водата ни зоврива. Да, така што е неопходна. Е неопходна нели за да си подготвиме чајче, штом зоврие нашиот колега Мите ќе ни ја достави. Колку ние како нација имаме такви некои навики, можебите за време на празниците да бираме вакви чаеви? Можам да речем дека во последен период навистина многу ги бараат. Секој според своите желби и вкусот кој што си го оформил. Некој инсистира да тоа биде зелен божиќен чај, и бидејќи пие зелени чаеви. Меѓутоа младите особено ги сакаат овошните и го сакаат овој Secret Santa, бидејќи тој во себе крие многу интересни нешта. Крие едни шеќерни фигури кои што се гледаат, може да ги доловиме. Апсолутно. Тие се во облик на снешковци, во облик на звездички, белите, да, бели, розови. Ете ги. Да. И тие се за младите многу интересни. Се топат нормално кога ќе се направи чајот, така да дополнителен засладувач на овој чај тотално не е потребен. Не треба ништо? Не треба. А ние претходно споменавме дека вообичаено не сакаме барем така советот, за да се почувствува вистинскиот вкус, бидејќи ова се точно избалансирани ноти и рецептурите што се создаваат се направени да се чувствува вистинскиот вкус без додаток на било како засладувач. Па би рекла и мирис, заради тоа што и мирисот е доста доминантен. Има киселкаст вкус, бидејќи содржи внатре хибискус. Добро. Има малина, има јаболко во својот состав, сушени јаболка, значи сушени плодови плюс овие додатоци кои што ги напоменав. Ако можеме да почнеме со подготовка на чајот. Водичката стигната, без разлика Мите нели на кадарот. Фала ти многу. Еве, денеска жешко. Значи денеска овој чај, бидејќи спомнав дека е повеќе за младата популација, се одлучивме да го направиме во комбинација со тапиока перли или боба перли, за кој што подоцна ќе зборуваме. Добро, ама јас вака ние нешто начнавме и утринава дека се вистински хит во светот. И еве и во Македонија, така? Да, апсолутно. Особено младите позитивно реагираат. Еве само јас вака ќе расчистам Сонја за да можат нашите гледачи да ја видат и поставката. Значи се одмерува. Може да споделиме колку ставаме. Количината на чајот која што ја одмеруваме е пропорционална со количината на водата. Значи едно полно лажиче, односно мерица би требало да оди на 200-250 милилитри вода.
Значи за подготовка на ова бокалче од 500-600 мл, јас ќе додадам 3 лажички и уште малку вака. И ја преливаме со врела вода. Овошните чаи многу едноставно се прават. Веќе се чувствува преубавиот мирис. Да. И сега кога ќе отстои, колку што треба, тие може да остават по правило 10 минути, 10 до 15, меѓутоа и додека да се пролади самиот чај, слободно може да ги оставите, нема што да загорчи, значи нема што вкусот да му го смени. Малку ќе промешаме и ќе го оставиме да он ја пушти и својата боја. Тој веќе испушта, меѓутоа верувам дека за од прилика за како што ја спомена минути, минутажата, дека дополнително ќе сега во студиото нели и условите се малку поразлични, ама дома кога си го подготвуваат гледачите, слободно ќе може да си го остават и повеќе од 15 минути и со тоа тој ќе ја пушти бојата и поинтензивна ќе биде. Добро, да потенцираме каков рековме, значи ова каков чај во моментов? Овошна мешавина е. Овошна мешавина. Ова е овошна мешавина, со внатре со малинки. Секрет Санта, така? Секрет Санта. Секрет Санта. Повторно да го видат. Ние, значи, во палетата, како што спомнав, имаме и зимска романса, тоа е зелен чај кој што во себе содржи ливчиња од бадеми, портокал, црвен бибер, понатаму Санта Бери кој што има брусница во својот состав, ројбос божикен кој што многу го сакаат. Тоа е посебна. Тоа е фаворитот? Тоа е фаворитот, да речам, да. Зошто толку е посебен? Ете, Цеце, да го мириснеш, па само тоа ќе се каже. А тоа можат и гледачите да дојдат во нашите продавници. Немам како да да го направат. Немам како да доловам. Посебна мешавина и навистина многу го сака, тоа е безкофеински. Ројбосот е генерално безкофеински напиток. И има други овошни исто мешавини, црни мешавини кои што се исто многу привлечни. За денеска нели се одлучивме да овој чај го искомбинираме со тапиока перли. Ете, сега да им објасниме на гледачите за тапиока перли. Тапиока. Тоа е Затоа што за многумина веројатно ќе биде што? Какви перли? И кога ќе дојдат, најчесто таа мајките доаѓаат, пратени од керките, децата, да купат. Значи кај младите е вистински хит, така? Хити и сакаат, а возрастните тоа не баш го разбират и јас стварно многу ми е тешко да објаснам во продавница што се тоа тапиока перли. Ете што ви прават социјалните мрежи, веројатно интересот од каде всушност дознале е всушност и тоа е интересен начин да се побудат младите да го пијат чајот. Да. Всушност оригинално потекнува од Тајван, таа рецептура на bubble tea што го викаат. Значи практично се подготвува со тие боба перли, тоа се скробни топченца и може да ги покажем на гледачите. Слободно. Чисто за да видат за што зборуваме. Тоа се еве како изгледаат. Тоа се скробни топченца. Само сега ќе почекаш секунда да ја долови камерата оваа слика од многу поблиску, да видат нашите гледачи како тоа изгледаат овие перли. Еве ги. Овие се оригинално. Чекај вака. Ете ги. Да, значи оригинално изгледаат вака, немаат никакви додатоци во себе. Добро. Значи немаат ниту засладувач. Сега на пазарот се наоѓаат различни форми на овие тапиока перли, ама конкретно нашиве кои што ги имаме во продавниците не содржат никакви додатоци. Значи природни, добиени од коренот на една грмушка која што се вика маниока, која што расте во Јужна Америка и по својот вкус се неутрални. Кога ќе се подготват и стварат, добро. Кога ќе се подготват и стварат, личат на маслинки. Да. Еве вака, ако може камерата да ги имаат едно посебна магија која што дополнително ќе ја видите. Да. А колку време се варат? Подготовката е постапката? Еден дел од тапиока перлите, односно од боба перлите, се става на 10 дела од вода. Значи ако подготвуваме, не знам, шолја од перлите, на 10 шолји вода, за да не се залепат на дното, само заради тоа. Се варат на тој начин што се стават во водата, проварираат 2 до 3 минути. Значи кратко. Да, на појако,
после се исклучува ринглата, се Па уште веројатно 2 и по минути. бојата ќе може да се... И по бојата тие набабруваат, бидејќи е скроп во основа. И после тоа се промиваат и веднаш треба да се употребат. Овие се тазе подготвени од утринава ги подготвив, бидејќи тука во студиото нели нема услови за да сето тоа се изведе. И сега, во што е магијата на овој bubble tea? Од каде е всушност, можеби кратко историјата да споделиме, затоа што кога нели се договаравме, ти ми спомена дека ова е вистински хит во светот и дека полека доаѓа и кај нас, меѓутоа најчесто младите се интересираат. Верувам дека покрај денешната емисија можеби и малку повозрасната категорија на луѓе ќе добие желба. Да, оригинално во Тајван 80-тите години е направен овој коктел, да го наречам, бидејќи вие ги ставате тапиока перлите, па после додавате чај и на тој чај, кој што оригинално бил црн, може и со зелен чај понекогаш, се додава млеко. Растително млеко е поубаво, нели, нормално во однос на друго кравје или било какво животинско потекло. И се добива еден контраст визуелен и буквално изгледа како коктел. Како коктел. Затоа младите го сакаат. Го сакаат и многу е привлечно и можете со различни чаеви тоа да го правите, различни се комбинациите. Ако летно време се прави, да речеме, може да се додаде малку мраз во него. Па некогаш ставаат и сладолед, па додаваат, не знам, милион комбинации. Милион комбинации се возможни за да се направи овој. Па сега, Сонја, јас да пробам од овој хит во светот. Мислам дека е време. Сега колку и да се Добро, ние добила. споменавме заради условите во телевизија. Сега не знам во која чашка ти ни донесе намерно... Јас намерно донесов уште една чашка. Како коктел чаша, веројатно заради силата филозофија која што ја споменавме. Во неја убаво, таа е со дупли зидови, за да не се изгори, нели, човек кога го пие ова. Меѓутоа, ќе го правиме во обични чашки, за да може преку камера да се види. Да се долови. И да се долови како тоа се изгледа. Значи, на дното се одмерува количина од тапиока перлите. Да, сега вака. Само за да имаме поубав кадар за гледачите. Колку е доволно? Или тоа... Буквално е лажица и пол е доволно од приготвените. Најчесто и прашуваат тоа во дуќан, тоа е 20 на грама по шолја, да речеме. 20-25 грама. Откако сме ги ставиле, сега го додаваме чајот. Секрет Санта. Споменавме, ова може да го прават во комбинација со било кој чај, така? Апсолутно. Да. И може да биде топла варијанта, може да биде... Да, во летниот период ладна, меѓутоа верувам дека во овој празничен период, па ова, со книга, со добро друштво, филм. Многу добро дојдено. Едва и чекаме да дојдат празниците. Да, и кога ќе дојдат празниците, имаме и време да правиме вакви нешта. Да. Кога сме на Па добро, сега да бидеме искрени, Сонја, ова и не бара премногу време. Па не, еве, толку е времето. Да не си наоѓаме постојано нели оправдување. Мислам дека секој еден од нас треба да си посвети време и знаете на себе во текот на денот. Подготвувате, додека ги ставите боба перлите да се варат, го подготвувате чајот, така да тоа се паралелно иде, вие за 15 минути го имате овој напиток. Не дека бара кој знае колку време. Најубаво е кога е оладен напитокот да се употребува со метална цевка, односно широка цевка, било каква може и да е стаклена, за да вие додека го пиете чајот си повлекувате и од боба перлите. Добро е, значи на боба перлите да се стави некој засладувач, бидејќи немаат, тие се тотално неутрални. Убаво е некој засладувач, може мед да се стави, меѓутоа јас во случајов не додадов ништо затоа што самиот чај има шеќерни фигури кои што се топат. На крајот во едната од шолите може само да додадеме малку млеко. Спомена млеко, какво млеко користиме ние денес? Овесно млеко. Овесно млеко. И колку да се види, малку количина за да се смени бојата и за да се добие тој контраст. Ќе промешаме. Малку се меша. Значи перлите се јадат всушност. Перлите се јадат. Тоа се скробни и се не безглутенски, што е исто важно да се напомене. И во прехранбената индустрија многу се употребуваат, баш ради тоа што немаат глутен во себе, во различни додатоци во храна се користат.
и мислам дека еве тоа е. Да, ова е значи се гледа всушност контрастот. Bubble Tea, познатиот Bubble Tea кој што е хит во светот, веќе е и во нашата земја, значи нека не ве чуди овој како дека убаво споменати наликува на коктел, можеби Коктел? затоа младите толку Да. многу го сакаат и преферираат, меѓутоа и вкусот, верувам, по целата арома која што јас тука ја чувствувам дека навистина е фантастичен. Така што оваа комбинација, овие чашки кои што ги гледате се всушност комбинација на Bubble Tea со Secret Santa чајот кој што Secret Santa во случај. Да, Сонја денеска одлучи да ни го Да, подготви. дома гледачите може тоа да си го експериментираат со било кој друг чај и во било какви други комбинации. Сонја, само за пред крај имам чувство, нели, нашата нација, ние минатото твое гостување доста зборувавме за историјата на чајот и така натака, меѓутоа колку се спремни ве вака за експерименти или за некои нови работи, затоа што велиш ке слушнат можеби за Bubble Tea од помладата генерација, ама дали и повозрасните сакаат или дали можеби ве денеска ќе поттикнеме и повозрасна категорија на луѓе. Јас искрено се надевам, бидејќи се ближат празници и верувам дека секој дома би сакал ова барем да го проба, ако не да го пие во континуитет, барем да го проба. Младите се тие кои што најмногу сакаат да пробуваат и сакаат да купуваат најразновиден прибор кој што ќе им возможи да прават разновидни чаеви, бидејќи чајот е навистина може да го направите во својата оригинална форма на едноставен начин, а можете и да експериментирате да правите со него коктели, ладни, топли или баш милион комбинации. Да. Да, од тие бројни комбинации за тоа како можете да конзумирате чај, јас и Сонја Станковиќ денеска одлучивме токму да биде ова на нашето мени или на нашиот како наш оброк на денот. Се надеваме дека ќе ве инспирираме да и вие донесете магија, ако ништо друго во кујната за време на празниците, да си викнете пријатели, да си го викнете потесното или пошироко семејство и едноставно да уживате во овој напиток кој што јас едва чекам да го пробам. Сонја, ти благодарам, посакувам убави празници, среќни, весели, берикетни, мирни и се разбира во новата година ќе се дружиме ние повторно заради тоа што навиките за конзумирање и пиење чај продолжуваат и во новата. Треба да им ги пренесеме и треба да ги негуваме на гледачите да знаат и како се прават, а ние ќе смислуваме што тоа да биде. Така да им е. биде интересно. Ти благодарам многу. Секој добро. И се гледаме и во новата година. Секако, задоволство. Се гледаме и со вас, не само во новата година, туку и во продолжение, затоа останете на фреквенција на Телма.